Наместо да одиме да разговараме сега на овие локални избори, кандидатите кои влегле на бараш, ја што велам во вториот круг, кандидатот на владеачката партија и опозицијскиот кандидат од политичката партија Левица, да разговараат за визија во идните 10-20 години, како ќе изгледа главниот град Скопје, дали ќе се воведат алтернативни превози на јавен превоз, од трамвај па дури зошто да не и метро, бидејќи еве велиме дека една Софија веќе има функционално метро, во Белград е најавено дека ќе има метро. Дали ќе се градат некои други инфраструктурни проекти со кои градот Скопје урбанистички ќе се подобри неговото урбано живење, дали почнуваат да разговараат да му го вратиме Луна паркот на Скопје. Стварно е дегутантно во 21 век да немаш систем на автобуси каде ќе гледаш во колку минути ќе ти дојде, колку треба да чекаш, или таа сага на приватни, па не приватни автобуси, па овие државните што не функционираат, а од друга страна е главен град, така треба да има динамика и не само тоа, нефункционирањето на овој систем директно влијае во економијата, директно влијае во функционалноста на институциите. Па ти треба луѓето да ги однесеш од точка А до точка Б, па за да може да почнат да работат. Апатијата е оправдана, меѓутоа не е решение. Не можете вие да седите со скрстени раци, бидејќи ни веќината автобусите и ѓубрето пуштате да држава низ вода. Единствената шанса на граѓаните е на избори. И ако и тоа не го направат за да нешто се промени, тогаш е неоправдана таа апатија и онда не би требало да се бунат за се ова што им се случува.